По наредба на тогашниот директор на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков, обвинетите за помагање за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста Сашо Марковски и Оливер Радулов ги зеле дисковите со снимките од безбедносните камери во собранието. Ова информација во судот протече од сведоштвото на Александра Богоевска-Крстановска, која го имала клучот од контролната соба. Била информирана од колега дека има устна наредба од началникот на обезбедувањето на Трајко Велјановски да пушти двајца колеги од УБК во мониторинг собата, но полицајката не отворила веднаш вратата, туку ја чекала наредбата од претпоставениот. Ми кажа дека колегите се дојдени за поефикасна евакуација на повредените пратеници и дека наредбата е од директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков. Во услови кога началникот на сектор беше на одмор, началникот на одделение на одмор, мојот претпоставен неконтактибилен, а Горан Ѓошевски авторитетен, бидејќи 10 години беше начело на обезбедувањето на вториот човек во државата, ја отворив мониторинг просторијата. Сашо Марковски и Оливер Радулов влегоа, се задржаа 10 минути и излегоа. Ацо Ангеловски е полицајецот кој со пиштол истрела во собранието за време на инцидентите. Рече дека намерата на истрелот била да се заплаши толпата, но подоцна тој бил на нивна мета. Добил 4 удари со бок, се завршил на Карил. Сведочеше дека со име и презиме ги знае групите полицајци кои им помагале и тие кои само наблюдувале, а ништо не правеле. Јадрото напади според него доаѓале од луѓето со фантомки. Целта вели биле покрај Заев и преостанатите пратеници. Обвинителката Вилма Рускоцка, која го води предметот за крвавиот упад во законодавниот дом, смета дека со ништо не е нарушено правото на одбрана на обвинетите. Според Рускоцка, во нивна полза е побрзо да заврши постапката, за евентуално да бидат ослободени, бидејќи се изјаснија дека не се виновни. Судењата може би се чини дека траат предолго, но треба да земеме во предвид дека во цел месец септември само 6 рочиста се закажани. Со оглед на обемноста на предметот и обемноста на доказниот материјал, сметам дека тогаш имаше приговори дека многу долго трае постапката. Не е точно дека трае 13 часа. Вие го следите, да, судењето, така знаете дека има и долги и големи паузи. И сметам дека со ништо не е нарушено правото на одбрана на обвинетите. Нарачателите за собраниските инциденти се уште ги нема на обвинителна клупа. Тој дел од постапката е во предистрага. Сите обвинители, вели Рускоска, на колегиумот дале согласност обвинетите да се товарат за кривичното дело, терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Обвинителството има задача да ја утврди фактичката состојба. Нема корист на страна на обвинителството. Чи единствена цел е правилно утврдување на фактичката состојба и утврдување што навистина се случило тој ден и кој е одговорен за случувањата тој ден. Од поведување на истрагата се работи за истото кривично дело. Никој никогаш не беше обвинет за тероризам. Екс-премиерот Никола Груевски засега нема да биде повикан од обвинителството да сведочи за собранискиот упад, бидејќи тогаш не бил во државава.